Македонија мора да прави сериозна анализа на загадувањето на амбиенталниот воздух, но и стратегија како да се намали загаденоста и да се спречи штетното влијание врз здравјето на луѓето. Шведската амбасадорка во земјава Ларсон Јаин вели дека загрижува фактот што воздухот овде и на Балканот е 5 пати позагаден од дозволените вредности во Европската Унија. Загадувањето на воздухот има големи ефекти врз животот на луѓето и го засега човечкото здравје, а оние што живеат, популациите што живеат на Западен Балкан се изложени дури и на многу повисоки концентрации на загадувачи во воздухот, дури 5 пати повеќе отколку стандардите во Европската Унија. Светската поддршка за Северна Македонија, која што оваа година изнесува 8 милиони евра, е насочена кон исполнувањето на сеопфатните цели на патот на земјата кон пристапувањето во Европската Унија. Токму во насока на идентификување на висината на загаденоста на воздухот и можните решенија, Универзитетот Гоце Делчев од Штип годинава ќе прави мерења во 5 градови, меѓу кои и во Струмица. Министерката за животна средина вели дека ова е исклучително важно, за да се одговори и на законските одредби што треба да ги исполни државата на патот кон членство во ЕУ. Универзитетот Гоце Делчев од поодамна е партнер на Министерството, особено во делот на идентификување на загадувањето на воздухот и детерминирање на мерки за нивно надминување. Оваа прилика ја користам секако да се заблагодарам и на Кралството Шведска, кое што ни финансиски го помага овој проект, и на UNDP канцеларијата во Република Северна Македонија, која што ни помага во имплементацијата на проектот. Ова е само една од низата активности, од низата проекти кои што ги спроведуваме за да ги идентификуваме состојбите со воздухот, меѓутоа истовремено и да имплементираме мерки кои што ќе го намалат загадувањето на воздухот. Изминатите неколку години Струмица е еден од градовите со најголема загаденост на амбиенталниот воздух во државата.